10 години не држеа во изолација под изговор дека светот не ја сака Македонија. 10 години не лажеа, зашто секојдневно сме сведоци дека светот и Европа не подржуваат повеќе од кога и да е. Ова денес го истакна министерката за одбрана Радмила Шекеринска при својата посета на Пробиштип, од чии граѓани побара подршка за референдумот на 30 септември. И затоа и во општина Пробиштип и на ниво на Македонија можеме да видиме колку е европската помош која што сме ја добивали и досега, а во земјите околу нас можеме да видиме колку таа ќе порасне доколку Македонија стане членка на Европската унија и на НАТО алијансата. И затоа навистина сме посветени нашата татковина час поскоро да ја направиме членка на овие два моćни сојузи. Вратите ни се отворени и светот ни подаде рака. За само неколку дена во Македонија во посета пристигнаа најмоćните луѓе во светот. Тоа покажува дека на 30 септември навистина имаме историска одговорност да искористиме таа шанса и во наше име и во име на сите следни генерации. Европската подршка е неопходна и за развој на општините, истакна пробиштипскиот градоначалник. Сакам да упатам порека да граѓаните масовно искочат и заокружат за европски Пробиштип и за европска Македонија. Токму прашањето кое што треба да го решиме на 30 септември е многу важно за општините и за развојот на општините, а со тоа и да ја оправдаме огромната подршка која што ни ја дадоа граѓаните за подобар живот, за подобар стандард, за подобри услуги, за подобри општински услуги. Шекеринска потенцираше дека референдумот е резултат на долгогодишни преговори кои финишираа со потпишување на договорот со Грција, кој пак го гарантира зачувувањето на македонскиот национален идентитет.